Очекувате ли некакви промени после изборите пред се во вашата општина и генерално во Градско? Очекувам промени после овие локални избори и во мојата општина, поради тоа што тие промени се неопходни и се морални промени. Кога кажам морални, мислам и на морање, мислам и на оние морални вредности. За Скопје долго време посакувам промена, поради тоа што на Скопје му е потребна му е нова енергија. На Скопје мислам дека доволно беше од оваа енергија која што ни го отру Скопје од повеќе аспекти. Како ја коментирате изјавата на актуелниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски од пред некој ден, со кој вербално го нападна својот против кандидат од СДСМ? Тоа прво не е изјава, него тоа е отворен, брутален говор на омраз. Тоа не може да се нарече изјава, нити говор на митинг, нити говор на политичар, нити говор на актуелен градоначалник, тоа е говор на обичен уличар. Ни уличариве веќе не зборуваат и не користат тие зборови кои што ги користеше актуелниот градоначалник. Јас како негов жител на оваа општина, како граѓанин на општина Карпош, се чувствувам одвратно поради тоа што бев сведок на мојот актуелен градоначалник каде јавно ме атакува и ме вреѓа, па што останува за другиве луѓе ако треба да го следат неговиот пример. Тоа не е пример и нешто повеќе се коментира за човек кој што својата потреба за насилништво ја покажува на повеќе начини, во повеќе наврати. Ова е работа на основното јавно обвинителство, каде што треба да покрене постапка за говор на омраза и за дискриминација, зад кое што застана сериозен број на луѓе, цел дипломатски кор, при тоа што е срамота да имаме такви представници, односно такви примери во политиката каде што ќе излегуваат и како неандерталци ќе викаат и ќе изговараат такви грозоморни реченици и зборови. Пред околу една недела изгоре джипот на вашиот родител. Според вас, која е причината за тоа и носи ли некаква порака општо тој чин? Јас не сум се огласил по повод ова, нарачателот и повеќе од јасен. Не би сакал во име на истрагата која што ја води Министерството за внатрешни работи да зборувам и да дам точни и прецизни имиња на нарачателот, но доколку некој е насилник е во повеќе аспекти. Доволно ви кажав со ова што ви го кажав сега. Пораката која што ние добивме со тој чин е порака на заплашување. Но јас сум познат по тоа дека не се плашам. Така да... Станува збор... Нити сум убил некого, нити сум му направил на некого нешто лошо, нити позади себе имам било како криминогена позадина, нити сум се бавил со недозволиви работи било кога во својот живот, така да јас сум со чиста совест и гордо исправен и денеска гордо да гласам поради тоа што си ја знам својата позадина. А оние кои што се занимаваат со такви работи, кои што се бават со такви вандалистички чинови во 21. век, тие треба да се замислат и кога тогаш ќе добијат својата казна поради тоа што не може таков чин да остане неказнат. Има ли политичка позадина целиот случај или станува збор за сосема нешто друго? Како што реков, нити сум се занимавал до сега со било каква недозволива активност, нити познавам такви луѓе од тој свет, од тоа подземје, а тоа подземје некако е блиско врзано со сите овие кои што многумина кои што се кандидираа. И оно што го кажав и за мојот пријател и кандидат на Социјалдемократскиот сојуз Стефан Богоев е дека тој пази себе нема никаков криминален багаж. Тој е пример на честен човек и добар човек. Така да драго ми е што имам прилика за таков еден да можам овдека гордо да излезам на гласање. А подземјето е врзано, за жал, со таа структура, така да јас не сум нити политичар, нити политички активен, јас сум само симпатизер и поддржувач на пријатели, на подобра идеја и подобра енергија, така да во прашање вандализам, кукавички чин,